кажавме утринава дека Скопје ќе биде една точка, модна точка на крајот од месецот помеѓу скандинавската и нашата македонска модна култура, така што ќе имате прилика ве сега да ги слушнете генералите. Се сподели дека Љубица, ако ја заследите на своите социјални платформи, таа знае да биде многу префинета во тоа што го споделува, да го најави всушност и ова ново издание на Моден викенд кој што започна на 21 март овој месец во Скопје. И некој интересен дека вчера кога го вклучивме со Ивана Игор Киров од Русија, ќе погрешам како беше градот, како се викаше, беше минус 15-16 степени. Не знам како е во Виена, тоа може да ја прашаме Љубица. Во Виена, според тоа што го сподели од социјалните мрежи на Љубица, таа сподели вистинска пролет таму. Љубица, добро утро. Добро утро од Скопје. Добро утро, Цеце, добро утро, Марко. Поздрав на целиот тим на омилената Телма. Ви благодарам за ова утринско будење. Ве поздравувам од сончевата Виена. Вистинска пролет е тука и навистина времето е прекрасно. Утринава 12 степени. Значи многу и поубаво и потопло од Скопје. Па потопло е, да. Инаку, често пати знаеме да кажеме дека си дама која што го има тој истенчен убав вкус, она што би рекле... Вистински репрезент за модата. За модата, да, она кутур што викаат. Благодарам. Многу годат овие комплименти, особено кога доаѓаат од луѓе кои што јавно се одоживуваат на професионален начин и навистина ви благодарам за ова. Ти благодариме. Честа е обострана. Да, секој пат велиме дека треба да ја кренеме естетиката и на говор и на се она што не обкружува, така што верувам дека со сето ова што го правите и со таа модна променада, неколку пати кажав, ќе ја имаме во Скопје, вистина ќе може да се ужива неколку дена повторно, фокусот да го дадеме на модата и не ја забораваме. Утринска Телма секој пат се обидува заедно со вас токму да ги нотира овие датуми. Јас и велам од Цеце, искрено секој пат сум збунет и искаран со календарот, колку пати во годината имаме неколку, нели, можеби етапно или модни случувања. Меѓутоа, ако не грешам, ова е првото можеби во оваа 2026 кој што го организира токму модниот викенд на Скопје. Да, два настани се годишно, 2 сезони. Ова е првата за 2026 година и онака е некое пролетно будење и ние сме навистина возбудени. Точно е тоа дека често кога зборуваме за модата, луѓето прво промислуваат на облека, трендово или гламур, меѓутоа таа е многу повеќе од тоа. Тоа е култура што се носи на телото, како што кажа Марко, преку модата читаме економија, технологија, идентитет, па читаме и политика во однос на нашите еколошки ставови, како сакаме да го менуваме светот. Fashion Weekend Скопје веќе 32 сезони ја гради токму таа перспектива дека модата не е само писта, туку една цела културна инфраструктура. Тоа е место каде што се среќаваат дизајнот, уметноста, образованието, технологијата и се разбира креативните индустрии. Во таа смисла овој настан одамна престана да биде само моден календар и тоа е една платформа што ја обликува сцената. Ке започнам со она што особено интересно ќе биде на почетокот и што ќе даде на вистина силна димензија на програмата. Тоа е на отварањето ќе имаме една презентација која што ќе биде ревијален приказ на 3 кинески модни и накид дизајнери со поддршка на амбасадата на Народна република Кина. Тоа е на вистина одличен пример како модата функционира и како културна дипломатија, би рекла, преку тканина, преку форма, преку детали, како една култура може да се представи и да се разбира на еден многу суптилен начин. Во таа смисла мора да кажеме дека Fashion Weekend Скопје го позиционира Скопје и ја позиционира Македонија не само како публика на глобална мода, туку и како активен учесник во тој разговор. Прекрасно, споминавме само на почетокот дека овој пат идејата е одлична. Македонски и скандинавски дизајнери да создаваат заеднички креации во рамки на проектот Зелена и одржлива мода нордиско-балтичка приказна. Барем така е годинава и насловот или работниот наслов кој што ја води ова естетика на модата. Одржливоста од секогаш била најважната тема на Fashion Weekend Скопје. Долго време, да речем со години зборуваме на таа тема, дека одржливата мода е битна како тренд, а не модата како тренд. И денес ни станува јасно дека тоа треба да биде веќе систем на функционирање и размислување. Од тука
ќе се реализира тој проект Зелена и одржлива мода, нордиско-балтичка приказна, која ќе ги поврзе дизајнерите од нордиските земји и од нашата земја, се разбира, во една заедничка резиденција. Ова е проект пак поддржан од амбасадите на Шведска, Данска, Финска, Норвешка и Латвија. Идејата е многу едноставна, да се спојат размислувањата на северот со нашата креативна интуиција која што имаме тука на Балканот, а резултатот ќе биде излегување пред јавноста една капсулна колекција која што ќе ја видиме буквално на Fashion Weekend Скопје. Да, и веројатно тоа ќе биде нешто многу интересно, вака барем по најавата звучи доволно да не заинтригира да дојдеме да го уживаме сето тоа што ќе го понудите. Љубица, споменавте 32 сезони на модниот викенд во Скопје, тоа зборува за бројките, односно години наназад работа на ова поле на модата. Тоа значи дека и публиката се менува и доаѓаат едни нови генерации. Каков е вашиот став за овие понови генерации во последниве години кога станува збор за модата, за стилот, па ете дури за одржливата мода, затоа што имам чувство дека тие некако повеќе разбираат од повозрасните, што значи и зошто е важно да имаме одржлива мода. Да, бидејќи ти спомена, не е само тренд, тука е неопходност на која што треба да се фокусираме. Да, младите генерации се фантастични, мора да признам, и колку некогаш да одате некои негативни коментари на нивна сметка, јас апсолутно не се согласувам со тоа. Тие се многу самосвесни, тие ја живеат екологијата и одржливоста на вистина еден евидентен начин, се наша драга публика, наши драги учесници, личности кои што ги вклучуваме и во креативниот процес, меѓутоа и личности кои што ги покануваме да бидат дел од нашата публика, и веќе последните години правиме и посебен сегмент во програмата кој што нив ги интригира на некој начин. Па така годинава, можеби највозбудливиот дел од програмата ќе биде поврзан со новите генерации и со новите технологии. Па така во рамки на европскиот проект Green Digi Hashtag Manager ќе биде представена и првата изложба на 3D и AI во модата. Сакаме да се приближиме уште повеќе на новите генерации, да покажеме колку ова индустрија брзо се менува. Мора да признаеме дека модата повеќе не е игла и конец, таа е всушност и алгоритам. Денес дизајнерите користат 3D софтвери, дигитални симулации и се разбира вештачка интелигенција за да создадат нови визуелни светови, а тоа особено ќе ја интересира младата публика. Тука ќе имаме вклучени млади креативци од регионот, не само од нашата земја, како и студенти на Академијата за графички дизајн при СЕМОС едукација, кои што веќе креираат 33 визуелни интерпретации на темата на Fashion Weekend со помош на AI алатки. Тоа е навистина еден прекрасен пример. Многу интересно дека вештачката интелигенција буквално е насекаде и баш интересен момент да се долови што таа може да направи, колку може да помогне во модата, но колку Љубица сметаш дека може да одмогне во модниот свет, затоа што нели тенка е границата. Ќе се согласите, верувам. Јас една работа сигурно знам, дека таа, ако се користи како алатка, со паметен мозок може да направи чуда. Ако само се луѓето ослонуваат на неја, тогаш се прават веројатно некои генерички работи и тоа е веќе видливо. Го читаме по текстовите, го гледаме преку визуалите кои што се креираат на социјалните мрежи и точно се гледа каде е вклучен човечкиот мозок, каде човечкиот мозок користи малтел како алатки, а каде само се ослонува на вештачката интелигенција. Јас мислам дека таа е една појава која што веројатно и како интернетот на почеток ќе звучи многу чудно, многу да и не ќе има на таа тема, меѓутоа е наше секојдневие и мислам дека вистинските интелектуалци, луѓето кои што ќе умеат неа да употребат како алатка, може да направат многу повеќе, да го убрзаат процесот или едноставно аналитиките да ги направат на еден многу соодветен начин. Јас мислам дека во случајот на модата алатките фантастично може да се користат. Ние 2-3 години наназад имаме некакви обиди за нивна презентација, меѓутоа годинава тоа ќе биде многу сериозно и ќе покажеме како образованието, технологијата и креативноста која ќе се
на иста шина, можат да работат совршено заедно. Да коегзистираат заедно. Така е мудро и паметно да се користат секако овие нови алатки на иднината. Инаку, кога секој пат говориме и некако се споменува Скандинавија или нордиските земји, секогаш нели веднаш ни се карактеристиките на минималност, функционалност, па дури и во нашите стамбени простори, веројатно така и во модата. Како тоа можеби Љубица ќе се спои со балканската нишка или да речеме во случајот македонската? Како ќе има прилика и македонската јавност да го обсервира и впие можеби тој моден свет сега во моментот на 21-ви? Знаете како велат, вие е добро да одите на сите модни недели, меѓутоа отидете еднаш на Копенхагенската и ќе ви се промени начинот на размислување. Тамо е тоа стил на живот, нивната естетика почнува од домовите, од едноставноста на животот, од функционалноста, таква е нивната мода. Нивната филозофија е да се има малку, а квалитетно, и тоа да се носи со години, да не се биде клон, да не се биде секогаш во тренд, да не се купуваат импулсивно или непланирано или во сезони парчиња облека, него тоа да биде само една лична надградба на стилот. Тој сензибилитет како Fashion Weekend Скопје ние многу го сакаме и не случајно години наназад да го држиме тој линк со амбасадите од северот, заради тоа што таа звезда северница која што треба да се следи, и тоа е веројатно иднината на одржливата мода во целост. Прекрасно. Ќе да имаме во студиото. Да не бидеме робови на конзумеризмот, така ќе кажеме. Да, дефинитивно. Да. Уживај ја Виена, одлично ти прилега периодов, така што те чекаме можеби во пресрет на 21-ви повторно со тебе и со можеби некој од нашите модни дизајнери кои што ќе имаат. Секако ќе имаме колекции, ќе имаме модна писта, без неа не се може, ќе имаме и млади и етаблирани имиња, со задоволство ќе ве очекуваме и се гледаме на крај на март во убавото пролетно Скопје. Прекрасно. Фала Љубица, да споделиме заеднички уште една модна приказна која што му се случува на нашиот главен град.